Здраво, Мила. Здраво. Како си? Добре. Мила, зошто не повикавта? За да, ако може, некој да ни помогне за обврска с куќите. За да средиме куќичката, да имате подобри услови за живот. Дали ќе ме запознаеш со твоето прекрасно семејство? Да, изволте. Здраво, дечки. Како сте? Здраво. Здраво. Во малото градче Богданци живее семејството Митеви. Скромно семејство кое со години се бореше со тешки услови за живот. Семејство со 4 прекрасни дечиња кое секој ден живее во услови што ниту едно семејство не заслужува да ги почувствува. Во куќа стара и разнишана, без основни услови за живот, тие се борат да опстанат со една единствена плата. Во дворчето пред куќата мал импровизиран тоалет, а во домот просторија што служи и како кујна и како бања. Топлата вода ја загреваат на плинско, а децата ги бањаат во корито. Но она што најмногу трогнува е дека и во најтешките денови, ова мајка и овој татко никогаш не дозволиле да не почувствуваат љубов и грижа. Мила, може да Може. одиме да прошетаме? Ајде, изволте. Ова е ходникот тука. Ова е кујничка? Да. Имате вода, така? Да, има. Тука? Има. Има и овде ги бајнеме децата. Каде ги бањате? Па овде со корито. Овде си правиме једење на плинско. А тука кој спие? Не спие некој пошто тече тука. Каде тече, Мила? Оваа страна најмногу тече. И тука тече. И затоа ова се во неа користим. Така, овдека ви е машината за Да. перење, тука ви се Фризер, фрижидерите. само ова работи, во не. Смеам ли да отворам да видам што имаш во Може. моментов? Ајде, друг имате уште една соби. А овдека немате прозор? Нема. А зимно време кога ги бањате децата? Зимно време и в другата соба. Аха, во Кај што- другата собичка. Да, Аха, тука на дрва се на греете? дрво. На дрво. Како спиете? Па тука јас со 3 деца и тука Сопругата. да. Џидовите ви се со мувла. Да. И тука знаам некој пат да протече, ама не толку. Протекува? Протекува. Ако Знам. има повеќе денови Повеќе дожд? денови, да. А пилени на колку време минува? Колку еден пакет пилени за колку време ви? Па се зависи колку пакета. 2 пакета големи секак месечно. 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 Од 2 може и 30, зависи. Може ли да ме однесеш до WC-то? Може. Ајде. Фала ти. Ајде, Мила. Гледам овде сте ставиле нови прозори, тоа ме радува. Веројатно веќе не ви дува. Не дува, во ми го дада еден пријател. О, браво. Иначе и таму А имаше... овдека шпорето овој не работи? Не, ништо не работи тука. Добра. Навака одите за во тоалет? Да. Каде Ова ви е тоалет. тоалетот? Да. Каде? Овде. Ова? Да. Овдека? Да. Овде. Овдека одите во тоалет? Да. И децата зимно време одат овде? Да. Нема каде.
А зошто се овие работи? Тие не се мои. Колку е тешко Многу е тешко. зимно време да се оди тука во Многу е тешко. импровизирано. Многу е тешко. Многу. Претерано. А струја таму? Нема. Па децата како одат навечер? Нема навечер, вонка негде. Ќе застанат ти и готово. Нема струја позади. Нивниот дом долго време беше место полно со љубов, но без основни услови кое секој семејство ги заслужува. Кога ја раскажавме нивната приказна, добрината на луѓето повторно покажа колку може да биде силна. Денес, домот на Митеви веќе изгледа поинаку. Кровот на нивната куќа е целосно обновен, сигурен и цврст, подготвен да ги штити од дожд, ветер и студ. Тоа е првиот голем чекор кон подобар и подостоинствен живот. Добар ден, започнува Срце на дланка. Ние сме повторно во Богданци, кај семејството Митеви. Сигурна сум дека многумина од вас се сеќаваат на ова семејство. Семејство со 4 дечиња кои живееа во страшно нехумани услови. Овој пат носиме радост да видиме што се направија од вашите донации. Добар ден, Добар ден. како сте ми? Добре. Здраво. Ние сега не се запознаваме, веќе трет пат се гледаме. Здраво, дечки, како сте? Ајде да се поздравиме. Имате сега и кученце. Здраво, здраво, дечки, добри сте? Браво. Минатиот пат имаше маче, каде ви е мачето? Тука? Вие сте полна куќа. Но промените не застануваат тука. Во дворот и околу куќата веќе се работи на уште една многу важна работа – изградба на тоалет. За многумина тоа е нешто сосема обично, но за семејството Митеви тоа значи достоинство, хигиена и нормални услови за секојдневен живот. Минатата емисија, односно предминатата, бидејќи се видовме и во Скопје. Тука погледнавме какво беше. Немавте тоалет. Гледам дека сега е веќе сменато. Дали ќе сакаш да ни кажеш што се променивте од кога се случи првото издание на Срце на дланка со вас? Почнавме, кровот го оставиме и купателто е измачкано. Спремно е за плочки за таква работа. Така, дали ќе сакаш да не однесеш? Дали е се Може. тоа од донации од луѓе? Да. Да? Да. Колку сте задоволен од сето ова? Па добро, не е лошо. Дали очекувавте вакво нешто дека Не. ќе се промени Не. тоа што го баравте со години? Да. Не. Не го очекувам. Колку сте благодарен за сето ова? Многу. Многу. Кога ќе биде готов тоалетот? Па сега мајсторот работи сега на друга работа една. И да се ослобода, ќе дојде и плочките да иде залепи Така. само. Ајде да ми покажеш, овдека ќе биде. Сепак ќе излагате надвор Да. од дома, меѓутоа пак ќе бидете во едно затворено катче. Овдека. Машала, па големо. Па Таму ќе големо биде е преградено. Да. Таму ќе биде тушот, одлично. Туш кабина. Каде ќе се стави туш кабината? Тука. Внатре? Да. Дали можеме дечки да влагаме? Ајде. На овој дел ќе биде. Туш кабина. А тука што планирате? Тука слободно ќе биде. За качалки. Супер. Супер. Тука бањарчињата и пешкирите може да се закачат. Тоалетната школка. Тука? Тука. Да. Дали едва го За чекате? бойлерот тука. Бойлерот исто така е стасан, верувам, така? Да, ги донесе. Така. Да. Flex Credit си го направи своето, бойлерот ќе биде на свое место. Плочките каде се? Имаме ли плочки? Плочки имаме дома се. Дома се? Да. Дали ќе ме однесеш до таму? Ајде да видиме. И исто така кровот. Јас ќе ги ставам повторно очилата. Кровот. Дали од кога е ставен кровот врнеше за да знаеме дали е средена како што треба да работат? Не немаше дождови. Немаше дождови? Немаше. Ама се надивате дека овој пат е Добро, дотирано и средено, Да. така? И ќе го спуштим и овој дел, ќе го затворам. Така? Да. Супер. Значи големиот дел ме е затворен. Сега само тука и овој дел. Така, За имаме покрива. финанси за тој дел? Има. Има? Има. Задоволни, презадоволни. Мила, минатиот пат не ви беше скршен прозорот, што е работава? Не беше. Беше и? Да.
Ама имам и за тука џам, исти таков. Стигна иста донација? Да. Браво. Браво. Секоја ни чести на нас како екипа и на сите оние кои што пуштаат донации. Во ред. Внатре дали нешто е проминато? Ајде. Маца? Не сме работиле внатре. Дали имате некои влага... планови? Да. Што ќе се смени тука? Што ќе промените? Тука се. Што значи тоа се, Миле? Ајде. Значи, зидовите ќе се изљупат, ќе се изработат поново. Инсталација нова. Тоа значи на нов дом ќе имаме. Ние баравме само тоалет. Многу ме радувате. За врати, ја като тука што е изљупано и така и таму ќе се изљупа, али најпрво тука мора да изработи. Добро. Пошто многу влага имаше. Добро, ќе се изработи тоа и тоа значи дека повеќе нема да има влага. Да. И дали овдека ќе направите една собичка само за дечињата? Да, таа таму ќе биде. Таа таму ќе биде, така Да. решивте? Да. Добро, оваа ќе биде ваша? Да, поголема. Па, тие се четворица, вие сте двајца, не е фер. Што мислите вие? Која соба треба да припадне на 4 дечиња, помалата или поголемата? Ќе гласаме на Facebook и на Instagram. Па, нека одлучи народот. Нека одлучи. Да видиме повеќе мислења, нека се Еве ги отворат. плочките. Ајде. Сега не се И гледа лепило. убаво. Да. Со лепило. Не се гледа убаво. Каква боичка се? Сивки? Сивки. Многу се убави. Сивки. Многу се убави. Мора да ја заштитам од децата, оти ќе се кршат. Нов прозор ни стасува дека ќе се измачка. Докога Врата, планира џамове. да се направи се тоа? Дока и мај месец планирам да биде. Добро, во мај месец повторно се гледаме. Така е планот сега. Полека, чекор по чекор, нивната скромна куќа се претвора во вистински дом. Дом во кој надежта повторно се враќа, а и днината изгледа малку посветла. Кога првпат го посетивме семејството Митеви од Богданци, видовме едно скромно семејство кое секојдневно се бори со животните предизвици. Дом исполнет со љубов, но и со многу нешта што им недостигаат за еден нормален живот. Но меѓу сите приказни што ги слушнавме таму, една особено не трогна. Желбата на нивното најголемо девојче. Кога разговаравме со неа, не побара нешто големо, ниту нешто скапо. Не побара играчки, телефон или облека. Незината желба беше толку едноставна, а сепак толку голема. Каде славеше роден ден? Дома. Другарчиња ти дојдоа? Да. Колку другарки имаш? 2. А имаше торта? Не. Зошто? Оти нема пари да купат. Каква торта сакаше да имаш? Мики Маус. Каков роден ден посакуваш ти? Јас посакувам роден ден да ми биде со торта и да имам нешто там на масата. Благо и нешто така сокче и војчка. Не дуваше свекичка? Не. Ти замисли желба во моментот? Да. Која ти беше желбата, Мила? Да имах торта. Никогаш не си имала торта до сега на твоите родендени? Да. Кога ти е роден ден, Мила? У март на 19. Таа само сакаше барем еднаш во животот да има роденденска торта. Торта со свекичка која ќе може да ја изгаси. Нешто што за многу деца е сосема обично, нешто што се случува секоја година, но за неа тоа беше сон што го носи во срцето веќе цели 8 години. 8 години во кои родендените поминувале тивко, без торта, без свеки, без роденденска песна. Само уште еден ден како и сите други. Токму затоа, денес решивме тој сон конечно да стане реалност. Но девојчето за тоа не знае ништо. Таа нема поим дека денес е денот кога ќе го доживее својот прв вистински роден ден. Мила, може ли да ти кажам нешто? Да. Не знам сега дечињата дали слушаат. Покрај тоа што ние дојдовме тука да погледнеме што све имате направено, има едно семејство од Прилеп, кое што и секако многу други семејства го организираат роденденот на Мила. Затоа што
многу луѓе во Македонија падна на незиното никогаш до сега снимала торта. Да. За кратко, ќе направиме едно изненадување, многу големо. Ќе одиме проблем. во игротека во Богданци и ќе направиме роден ден за Милан. Меѓутоа сите сега молчиме. Да. Да Ајде. видиме што сега планирате на другото место и продолжуваме. Да. Овде ќе биде за дечињата. Да, така? да. Сепак мислам дека за четворица е таа соба, ама не, вие си одлучувате. Вие си одлучувате како ви е најво, така нека ви биде. Само ова место да добие еден нов лик кој што може да се нарече вистински дом, каде што може дечињата да се растат спокојно. Ајде да видиме надвор што се случува. Приказната на семејството Митеви уште еднаш подсетува дека кога луѓето ќе се обединат и ќе подадат рака, се случуваат вистински чуда. Затоа што кога срцето е на дланка, секоја добрина станува почеток на нов живот. Мајката секој ден бара работа, таткото работи колку што може, но со една плата семејството едва и преживува. Ми имаме едно старо веце, позди куќата, таму одиме. Овде одите во тоалет? Да. И децата зимно време одат овде? Да. Нема каде. Каде ги бањаш децата? Во корито. Каде, Дома внатре? во собата, да. Немам доволно услови. Со една плата не се живее. Не може ништо да направиш. Па јас барам работа, за да бидат моите дечка, мислам за да бидам вработена, за да преживеуваме со две плати е по-друго. Така? Да. А сега со една плата како преживувате? Ми не преживеуваме нај, пошто струја, водичка да платиш. Колку ти се трошоците? Минимално ми се трошоците околу 200 евра месечно. Ми 200 одат. евра месечно, минимални трошоци. А твојот сопруг е на минимална плата, верувам, Да, така? да, да. Значи 10.000 динари имате само за храна. Ами пампрес, млеко, влажни за момичката. И тоа ми оде месечно, по 3.000 4, секак. Мајка, татко и 4 дечиња. Живеат во стара и разнишана куќа без основни услови за живот. Во една просторија е кујна и бања, а децата се бањаат во корито. Мајката секој ден бара работа, таткото работи колку што може, но со една плата семејството едва и преживува. Не знам дали ме приметуваше мене се почесто како се гледам, јас сум така се посрекна и дека оваа емисија сепак има дава надеж, дава среќа и кажува колку многу хумани луѓе постојат и колку многу во Македонија има вистински луѓе. Па има. Се гледа, значи. Се гледа, еве Се гледа. по само во Да. сето ова се гледа, ние во мај повторно ќе дојдеме за да видиме што сте направиле, сте дотирале. Дали ќе се тргне скроз вецето што ви е надвор. Да. Едва и чекам тоа да се случи. Да. Едва и Секако. чекам тоа да се случи. Секако. Добро, какви се и домај ќе биде готов и тоалетот? Не, побрзо ќе биде тоалет. Тоалетот побрзо ќе биде? Супер, одлично. Мила, сакам да те прашам уште нешто. Што се случува со Габриела? Еве сега да неа таа си ги чува дечињата. Што се случува со Габриела? Дали некој има повик за работа, затоа што исто апелот од оваа емисија беше за работа. До каде сме? Нема се уште никој јавен за нејза. Беше. Дали аплицирате на некои места? Дали гледате огласи? Или може би ќе треба исто да се заангажираме и за тоа, да погледнеме и да видиме каде може да почне со работа? Може и тоа да се направи. Преку оглас. Ќе ја завршиме и таа работа. Јас се надевам дека за брзо време ќе може и Габриела да се почне со работа. Дечињата ни се договорени. Штом Габриела почне со работа, веќе контактирав со општина Богданци, контактирав и со правникот од градинката. Таа вети дека првите 2 месеци кога ќе почне Габриела да работи, првите 2 месеци ќе бидат од незе бесплатни. Таа ќе се погрижи за сето тоа.
И потоа ќе се почнете нели со Да. ратите да си ги плаќате за да можете да се станете првен на нозе. Сепак 2 месеци не се малку. Не се дека малку. Помогне за Не, две не. дечиња да бидат згрижени, да имаат доручек, ручек и ужина. Да. Се надевам дека, еве, уште една шапел до сите оние кои што се во околина на Богданци, Гевгелија, па и Дојран, доколку имаат сознание некаде каде што ќе се бара работа за профил како Габриела, ништо не бара посебно, бара само да работи, нека се јави на ова семејство, нека не побара и нека не исконтактира нас како екипа од Срце на дланка, за да можеме да му помогнеме ова семејство да има уште еден приход во месецот. Јас слушнав, само да ги прашам дечињата нешто, слушнав дека некаде ќе одите да се прошетате, да не ве многу задржувам, ние повторно ќе се видиме. Дечки, се надевам дека не ви одземав многу време. Габриела, се гледаме повторно. Дечиња, чао, убаво да си поминате, слушнав дека ќе одите на некоја прошетка. Сакате да ме земете имена? Стварно? Па не знам дали екипата сега ќе ми дозволи да одам и јас. Ќе ги прашате? Да. Ајде. И па момчињава што се позади камера? И они ли да дојдат? Имаме ли време ние да поидеме на мала прошетка со нив или пак да си поидеме дома? Сега, за сега, си одиме дома. А можебе и ќе се сретнеме по пат. Чао, дечки! Денес, наместо обичен ден, ја очекува изненадување кое ќе го памети целиот живот. За прв пат во својот живот, таа ќе прослави роден ден во игротека. Место исполнето со смеа, игра, музика и детска радост. Место каде што ќе биде обкружена со сите неизини другарчиња. Како што веќе споменавме, Мила никогаш до сега немала торта за својот роден ден, немала дувнато свекичка за свој роден ден. Затоа ние како екипа, семејството од Прилеп и Крал Дем од Богданци, игротека, организираме роден ден, едно убаво роденденско изненадување. Сега ја чекаме тортата да стасе, исто така донација од Младен Митовски и ја чекаме Мила. Одиме во игротека. Другарчиња кои ќе дојде да го споделат со неа моментот што таа го чекала толку долго. Тортата пристигна, одиме со другата организација. Добар ден! Добар ден! Јас сум малку натоварена. Ајде, ви треба Каде помош. смеам да ставам тортата? Ајде, прво Сега за тука. сега. Да се запознаваме, јас сум Криси. Добре ли сте? Добро, јас Ваше сум име? Катерина, игротека Крал Дем е ова. Добре дојдовте, мило ми е што сте тука да разубавиме еден убав ден. Така. Дали ја гледавте емисијата со вашите соседи, бидејќи вие сте од Богданци? Да. Колку тоа ве погоди дека Мила никогаш во својот живот немала торта и не добила роденденска свеќа? Па така, па ме погоди да ви кажам право и затоа уште од првиот момент некако си кажа во себе дека јас ќе бидам прва или ете некако како да кажам да тргнеме од некаде, да донираме и да го направиме тоа девојче среќно, да се осеќа за прв пат за нејзиниот роден ден. Јас се надевам дека ќе се изненади сега, Така, не да се очекува надевам. воопшто, ние бевме сега кај нив дома, не очекува воопшто, меѓутоа е дотерана, ја прашав каде ќе одим и вика не знам, некаде ќе одам на прошетка. Така, супер. Дали ќе може заедно да декорираме сега што треба да се Ајде, досреди, може. да ја ставиме незината Торта и луѓе има свекичката. торта после 8 години. Фала ти. О, супер, Мики Маус, нејзината желба. Мини Маус е незината желба, тоа и беше желба уште првата емисија кога ја снимавме. Ете, Така, вие се да, ја сеќавате гледав, на да. сето тоа. Опа. Да ја ставиме да се причека Мила како што е редот. Дали е добро? Нема да падне? Одлично. Колку често знаете да направите некој ваков роден ден донација? Дали ви се случило или ова е прв пат за оваа игротека такво нешто? Така, па да ви кажам, ова е прв пат така поголема хуманитарна акција да направиме, да посреќиме некое девојче.
сум била секој пат отворена за комуникација, за помагање, знаат и другите тука во нашиот град, во општината, дека секогаш сум била флексибилна за некои работи што им треба, дали во градинка, во училиште, значи секогаш сум излегувала во сусрет за секој. Супер, одлично. Многу ме радува сите ова што се случува. Знаете како викаат, многу често знаат да ми кажат како можеш да водиш ваков тип емисија, нели викате боли срцето. Да, ме боли срцето, меѓутоа после тоа многу ми се радува од кога Некој ќе биде се среќен. подобрува, кај Милеви веќе правиме тоалет, ставивме кров, Да, видов. ќе се прави внатре, ќе се следува, правиме роден ден кој Да. што Мила го чека цели 8 години. Па ова не е баш и роден ден, туку среќа за едно девојче кој цел живот сакала да има роден ден, како што изгледа еден роден ден кој што сите деца го прават. А таму, на средината на масата, ќе ја чека и нејзиниот најголем сон – роденденска торта. Затоа што понекогаш најголемата среќа не се крие во големите работи, туку во малите желби што чекаат некој да ги чуе. А кога тие желби конечно ќе се остварат, се раѓаат моменти што остануваат во срцето за секогаш. Едно дете чекаше 8 години за ова. Знаеш што мислам, Ката? Мислам дека со одувањето на оваа свеќичка, затоа што нели се замислува роденденска желба, мислам дека ќе биде секој роден ден да биде ваков. Дај Боже да биде така. Дај Боже да биде ваков, дај Боже да се радува секој роден ден и секој роден ден да биде со насмевка, а не само со замислена свеќа. Така. Сега ќе ја почекаме да ја изненадиме. И тоа не било каква торта. Торта со Мини Маус. Токму онаква каква што ја замислувала и посакувала сите овие години. Торта каква што ја сонувала цели 8 години. Среќен роден ден, маче! Браво, дечки, браво! Мила! А бе колку подароци имаш? Мила, еден тон подароци туби! Вратете се, ќе дуваме свеќичка прво! Сестрите на Мила ќе си дојдат околу неза. Ајде, Биличка! Мила! Дали си среќна, маче? Да. Дали знаеш дека ќе имаш денес роден ден? Не. Среќен ти роден ден! Дали ти се оствари желбата да имаш ваков роден ден? Да. Тек сега ќе почне забавата. Дечки, што правиме кога ќе се запали свеќичка? Пееме Happy Birthday, ајде! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mila. Happy birthday to you. Дека ќе ти замисли желба. Браво! Ајде се уште еднаш. Ќе пееме и сите да ја дупнете свеќичката да има здравје, Мила. Ајде. Денес ми е роден ден, гости многу сакам. Ако некој не дојде, убаво биде макам. Роден, роден ден, денес ми е роден ден. Роден, роден ден, денес ми е роден ден. Коста сама направив, кола чував и има.
Денес, едно детско срце конечно ќе ја почувствува магијата на роденденот, со свекичка што ќе ја изгаси, со песна што ќе се пее за неа, со смеа, со прегратки и со радост што ќе го исполни целиот простор. Кажи ми, дали си среќна? Да. Сега ќе си играш со твоите другарчиња? Да. Си замисли желба? Да. Сакаш да ми ја шепнеш желбата? Не? Не, тоа е само твоја желба и се надевам дека ќе ти се оствари. Оди да играш. Мислам дека направивме една многу убава емисија од тоа што веќе имаме тоалет, од тоа што веќе имаме кров, од тоа што едно семејство прекрасно од прилев се пријави и даде донација од игротеката, Богданци од нашиот Flex кредит кој секогаш не поддржуваат храна и вино од сите што ми се пријатели. И сите добри хумани луѓе секако и до оние кои што ја донира и тортата и до оние кои што донира за овој роденден да биде прекрасен. Мила Динарска е пресреќна, збуната. Мислам дека тек вечер кога ќе помине роденденот ќе биде јасно што било и како било. Ви благодарам за хуманоста на сите. Бидете срцена Бланка и бидете добри луѓе. Најголемата желба на нивното најголемо девојче, сон што го носеше во срцето цели 8 години, конечно се оствари. Роденденската торта со свекичка што ја сонувала толку долго стана дел од нејзиниот живот, денес ќе прослави роден ден во игротека, обкружена со сите нејзини другарчиња, со смеење, песни, прегратки и радост што го исполнува просторот. Торта со Мини Маус, онаква каква што ја замислувала цели 8 години. Стана символ на тоа дека понекогаш најголемата среќа се крие во наједноставните работи. Секое мало добро дело, секоја насмевка, секоја подадена рака има моќ да го промени животот. Со поддршка од нашиот пријател Flex Credit, семејството имаше можност да одбере неопходни производи за нивниот дом. А меѓу нив нешто што најмногу ги израдува – бойлер. Мало нешто за многумина, но за нив крај на топлењето вода во тенџере. Ние, нашата екипа и Flex Credit, 15.000 динари доделува за бела техника. На кого? На семејството од Богданци. Здраво! Како сте ви? Добре. Добре дојдовте во Скопје. Добро Малку ве најдовме. намачивме, меѓутоа треба да Нема одбереме проблеме. убава работа. Нема проблем. Спремни ли сме? Спремни. Повелата. Ова не е само помош. Ова е надеж. Ова е доказ дека кога сме заедно, можеме да промениме нечии животи за секогаш. Здраво! Здраво, здраво. Ајде, повелата, кажете ми прво дали размислувавте за нешто што ви е во моментот најпотребно? Да. Што е тоа? Бойлер, прво смукалка. И Ајде да видиме нешто. дали ќе можеме да вклопиме се во 15.000 динари. Ајде да провериме какви бойлери има. Јас навистина не се разбирам, меѓутоа тука е Бажеп кој што може да ни објасни за бойлерите. Не знам ни колку се движат. Еве има 8.199, 8.999, така да ќе вклопиме нешто во Може. подарокот што ни го дава Flex Credit, нашиот пријател. Баже, здраво! Здраво, здраво. Ова ни е фамилијата од Здраво. Богданци. Дали ќе може да ни објасниш за бойлери? Потребен ни ми е бойлер, затоа што за прв пат во нивната куќа ќе има купатило. 80-ка, бойлер 80 литри, 50 литри, 80 литри. Препорака моја ке 80 литри е бойлерите на Кончар. Од бойлериве што ги продаваме овдека, имаат најголема традиција на производство на бойлери. 2 киловатен грјач, сега они имаат неколку врсти. Моја препорака, овој последниот модел што искочи, со регулација, да, со регулација, со дисплеј, со регулација на степените и има економично работење. Дали може би сакате да чуете еве за овој бойлер или за Истиот нешто бољер, друго? истиот бољер е во техничките карактеристики и тој до него, со тоа што ке него е нема дисплеј на мануелно на стрелка
покажувањето на температурата. Иначе подесувањето сега се поставени така обратно, нели? Јасно, Кога јасно. дојдете Да, на монтажа се. на монтажа обратно се да. Значи разликата е само што ово е на дисплеј, а ово е на... И може да се зададе тачно температура, значи таа што ја бараме. Ако сакаме 53 степени, можеме 53 да бараме степени. Тачно температура може да се зададе. Не е како овој овдека е мануелно. Значи го местиме термостатот и А реално разликата во цената и не е И не некоја е голема некоја, за да да. може Не, да... да. Не. И ќе тој има економично работење, значи не да ја подесуваме температурата, значи дугме еко има, со самото притискање се појавува 55 степени и на таа температура и најидеално е да работи бољерот. И па за овој може. Широка фланша има, значи заштитен е, лесно се отстранува бигорот, лесно се чисти. 2 киловати ви напоменав и тоа е. Бажа ми спомина дека им е потребно исто така и првосмукалка. Добра, Дали имаме во таа цена да ќе вклопиме. да вклопиме првосмукалка? да. Може ли да не Може, однесеш ајде, до повелете делот во кај тој што дел ви на се... дукана, да. Благодарам. Овој дел е на првосмукалки. Можеме да вклопиме вака, да речеме, мој модел и мој фаворит, доста продавам во последно време, со пластичен канистер. Регулација на јачината си има, HEPA филтер, лесно е за одржување и за чистење, нели? Го отвараме комплетно и пластиката се може и да се измие, не е само за тресење. На акција на промоција е 3990 денари. Енергетска налепница со 3А, тоа се можност на усисавање, значи сите елементи се во А енергетска класа. Да. Да. Добро. Добро. Продолжуваме понатаму, значи зимавме бојлер, зимавме првосмукалка, Уште 3000 имаме за 3000. Да. Што ви е потребно, дечки? Тенџери някој има. Тенџириња, Да. маќинка. Миле само кажува да. Ете кој е главен по дома. Има неколку комплети на тенџериња од производителот Ламарт. Значи во различна големина литража. Тоа се цела серија со иноксни рачки, го имат истите и со црни рачки и ги има инокс тенџериња со црни рачки. Во зависност од тоа колкава литража сакате, може да се вклопи во таа цена. Гледи. Да. Што Спрема можеме цената. да вклопиме во Па таа во цена? 3000 можеме да вклопиме, дури и 2 тенџериња можеме да вклопиме. Значи сакаш од таа линија, сакаш таа линија позади, сакаш 2 тенџерчиња, Тие тавци се тенџере, подобри. ваш е изборот. Со пластични рачки. Ова, например. Добро, Ова е поголемото? 2000 и 1800. 1800 се извинувам. 1800, да. Добро, и некоја тавчанца? Еве, новото моделче на тавченце, според мене, доста добро. И колку ќе имаме 3000 ќе биде, таман е. Таман. Таман? Да. Може. Тоа е супер. Мислам дека видов имате и плин. Плинска. Така? Одлично. Значи ќе ви заврши многу голема работа. Кое е првото јадење што би го сготвила во ова тенџер? Компер манџа си несо нешто. Комприча манџича. За децата најнормално. Така си е, дечињата чекаат јадење. Мислам дека ќе биде превкусно во сето ова и тебе ќе ти биде мира ќе да сготвиш уште некоја јадење. Одиме во гостилница дома. Баже, ако имате време, слободно и вие со нас. Повелете. Ви благодарам уште еднаш и благодарам што ни објаснувате така добро. Нема И се проблем. гледаме повторно за некоја недела. Тука сме. Чао! Чао. Чао, чао. Чао. По сите години исполнети со грижи, лишувања и тивки борби, овој пат по долг период тие седнаа на ручек во гостилница дома. Па има промени, почнеме со работа, Со каква работа? со купатело да се прави. Така е, тоа е дека за прв пат вие ќе имате купатило Да. во склоп на домот. Да. Веќе нема да се оди надвор, ќе се бањате во вашето купатило, нема во соба веќе бањање. Не. Тоа е Значи нешто се што правя сега, да. Па денес почките стигнаа. Па сега да го направим првен купателото, па после кровот. Па и собите. Кој најмногу се радува сега дека ќе има дома тоалет? Децата? Ама и вие, вас ќе ве улесни сигурно Да, многу. ама за тоа. највеќе ние заради децата. Кажете ми друго нешто, што се случуваше? Најголемата болка исто така ми беше кога слушнавме дека вашите деца никогаш во животот за роденден немаат торта.
Да. Дали помина некој роден ден? Дали може би собравте некоја донација за торта? Па сега вака, значи се донираше, се појави еден човек што донираше торта за детенцето, за најголемкото мшко, Ристе. Донираше торта и ние За роденденот? за роденденот, да, и ние сме многу благодарни на него пошто она донираше тортата и детето е многу среќно. Што Дали го изненадивте со тортата за роденденот или пак Он знаеше си што? посакаше Спајдермен да му биде тортата и таква човекот му оствари желбата, му направи торта Спајдермен. Моето омилено јадење. Благодарам. Значи ве уверувам дека ова е една од најдобрите гостилници во градот. Оваа гостилница е секогаш полна, да, затоа што имаат најдобра храна и верувам дека ќе ви се допадне. На здравие нека ви е Фала. и да се гледаме само за убаво. За убаво. Повелете, земете се.